Председателот на државата и врховен командант на вооружените сили Ѓорѓе Иванов денеска присуствуваше на панихидата за загинатите бранители од конфликтот во 2001 година и од настаните од мај 2015 во Куманово, одржана во манастирот Свети Јоаким Осоговски кај Крива Паланка. Во својот говор пред присутните, Иванов рече дека мора да простуваме, но не и да заборавиме за што ги положија своите животи овие млади луѓе. Тука сме да им дадеме утеха на нивните најблиски. Затоа што тагата треба се сподели. Тука сме да им кажеме дека нивното дело и нивната жртва нема да биде заборавена. Бранителите од Крива Паланка порачаа дека тие жртви не биле залудни. Има кој да мисли на татковината. Има македонци кои до последна капка крв ќе се борат оваа држава да остане таква каква што е. Нашите предци ни оставиле во аманет и наша чест и одговорност е да ја браниме нашата татковина. Ова не е никаква политика, ова не е ВМРО и СДС, ова е чисто одбрана на нашата татковина. Никој не може да ја погази волјата на народот и никој не може да биде против народот. Народот сака нашата татковина да остане унитарна и единствена. И еден и единствен јазик има оваа татковина и за тој јазик ќе се бориме до крај. Ние сме преблагодарни на врховниот командант на сите патриоти што покажаа истинска храброст и чест да дојдат денеска да запалат пред на светите за загинените бранители. Министерството за одбрана посветува исклучително внимание на сите припадници на АРМА и безбедносните сили кои ги положиле животите за државата, истакна државниот секретар Елизабета Чуповска-Ристова. На сите припадници на безбедносните сили и секогаш им даваме соодветна поддршка, воедно отворени сме за секаков вид на соработка во функција на нивна што поцелосна промоција, како и соодветна валоризација на нивните права. Настанот е во организација на Сдруженијето на воените инвалиди Бранител 2001, но присуствуваа и членови на сите здруженија на бранители од државата, представници на АРМА, МВР, пратеници, семејства на загинатите, роднини и пријатели.